На 10 километри од Кичево, на 6 километри од општината Другово се наоѓа селото Козица. Наминавме и во ова живописно кичевско село да го видам селото и да ја видам живеачката на селаните. Колку кумино станате овде во селово? А пред сега имат повеќе дојде Сега имат, дека не дојде имат сега. А зиме да дојдете ништо не видујте. Зиме не, лете. Зиме еве ние две и една вамо има Работиме на нива, идат овие младиве, снаиве, синовите, ни идат на нива. Работат, ченка, бавчало. Лете идат. Лете идат, сега не идат сите. Работат, дечињата. Внук имаме, внук кој предела. Нека се живи, здрави. Порано се живееше овде од стока се. Значи, овде се чувало овци, кози, крави, волови. Од земјоделие чисто се живееше тука. Секоја куќа имаше по дзевгар, 2 волови, овци, крави. Со тоа живеа. Аби до Кичија лака со што ќе напасат да речиме? И автобус некојаш ако пушта тарно, ако Пешки не... ојбне не порано, све пешки. Такси фаќаме Сега со некојаш. таксите, такси, порачај ќе дојдат. А синоите кои ќе сакаат ќе не земат да не прошетаат, не шетаат, бричат верци. Не можам во годината, ако не дојдам тука, не можам да живеам. Тука храна е. Тука е чист воздух, село убаво, луѓето мои со кои што сум растел, знаете, тоа е убавина. Овој крај овдека нуди можност за развој на селски туризам. Можно и тоа, само треба средства да се вложуваат во тоа, иначе изморени услови имат. Изморени услови. Селски туризам да се направи, треба да се направи некој одмаралишта. Или така за да може луѓето за да доваѓаат. Често пати оде доваѓаат луѓе и барат стари куќи да купат. Да заживее овај крај од Кичево, од Другово, односно ова река па до пред крајот на Демирхисар до Прострање, сите села се пасивни. Луѓето се разаминати. За да заживее навистина како што треба, барем еден така средно преработувачки капацитет погон да има, некоја мало фабриче за луѓето да можат да се вработат, за да останат тука. И понатаму да се развива селата да заживеат. Без тоа нема екзистенција.